Здраво и добродојте во овој видео кој ќе биде еден вид вовед во општа статистика. Значи овој серијал на предавања ќе бидат на некој си по-основно ниво од поглед на статистика и се главно наменети за медицинари, биолози, психолози, луѓе кои студираат социјални науки, каде што има колекција на одредена база на податоци која треба да се обработи со цел да се публикуваат некакви резултати. И нема да навлегуваме многу во теориски работи, значи нема да решаваме ние тука некои сложени проблеми и така натаму. Ќе има решавање на некои задачи, но тие ќе бидат во контекст на објаснување на одредени дефиниции. Значи нема да имаме кузне какви проблеми. Едноставно овој курс е да добиете поинтуитивно и практично разбирање на статистика која може да го користите за публикување на научни студии. И јас лично немам некои познавања од математика, така имам медицинска позадина, така што ќе се потрудам што повеќе да бидат разбирливи овие предавања и да бидат што повеќе опфатни во целта за која се насочени. Така, значи, ако сте математичар, физичар, инженер, некои категории на економисти, овој курс не е за вас. Значи, ќе биде на доста базично ниво споредено со тоа што е теориски возможно да се учи за статистика. Значи, вака изгледаат книги кои што се статистика, ама за математичари. Така, значи, за математичари и физичари. Имаат многу равенки, многу символи, многу математика и така натаму и така натаму. Значи, ја кога ги гледам символиве и равенкиве, кога да гледам у шпанско село. Така, значи, добра, ајде, сваќам што се символите, но село ми изгледа многу страшно. Нели? Што е ова? Така, значи, ова се книги од 500-600 страни само за статистика. Сега, ја нема да ви предавам спрема овие книги, окей? Бидејќи ова е комплицирано многу за мене. Ја тоа што ќе го предавам се базира на овие, на овој материјал, кој што, ако го симнеш во PDF форма, е околу 280 страни. Што сепак е окей, ама не е, нели, сеопфатна статистика. Значи, овие ќе бидат поглавјата и ќе има некаде околу 20 на видеа, се надевам, за статистика. И ако ги отворам, ќе видите дека дека материјалот е на многу по-ниско ниво. Повеќе е теорија со примери, со интересни работи, интеракции и така натаму. Да, има некои бројки, но се на по-основно ниво. Така, значи, има дропки, минуси, плусеви и XY. Окей? Значи нема, добро, ќе има корени и некои такви работи, но нема многу сложени работи. Во ред. Дополнително ќе влечам материјали од овој серијал на видеа, статистика. Така, ги имам гледано овие видеа, уште ги имам гледано последните. Но овие се сепак предавања за статистика на некој си по-основно ниво. Додека тука, например, има предавања за статистика на поднапредно ниво. Во ред? Ова ја не го разбирам. Тука еве пак имаме некои поосновни предавања за статистика од кои ќе црпам одредени работи. И овдека има некои попрости предавања. Окей. Да, 86 видеа, ама си да се по 2-3 минути. Окей, да почнеме. За да вршиме каква било статистичка анализа, мора да имаме некакви податоци врз кои ќе вршиме таа анализа. Окей. Значи, тие податоци ги нарекуваме дата. Значи, тие податоци, односно таа дата, може да биде во најразлична форма. Значи, може да биде висината на одредени луѓе, бојата на очите, колку е должината на одредени маси, колку луѓе се родиле ваму и таму, колку е паричната состојба ова, и така натаму и така натаму. Значи, најразлични работи може да представуваат дата. Сега, таа дата ја добиваме од одредена популација која ни е од интерес. И популацијата представуваат сите субјекти од кои би можеле да добиеме дата со цел да вршиме одредена статистичка анализа, статистичка обработка. Но во пракса многу е тешко да се добие дата за целата популација од интерес. Така што најчесто зимаме само примерок од таа популација и ја добиваме датата само за тој примерок. Иако најчесто датата која добиваш е само примерок од популацијата, во некои случаи, многу поретко, бидејќи
практично, по-захтевно, можеш да добиеш дата за целата популација. Ама тоа ќе обележам вака со испрекината линија, бидејќи е стварно по-ретко. Инаку, во контекст на статистика, терминот популација не се однесува само на група луѓе. Така, значи, најчесто вие сте го слушнале терминот да се референцира за група на луѓе. Но во статистика тоа може да биде се и сешто. Може да биде популација на јаболки, популација на планети, популација на звезди, популација на маси, популација, да, на луѓе, популација на автомобили и така натаму и така натаму. Значи, секој објект од кој ти би можел да добиеш некакви податоци. И големината на популацијата всушност си ја одредуваш ти, кога планираш да правиш некаква анализа. Пример, можеш да речеш дека популација ќе ми бидат сите студенти на, не знам, медицински факултет. Океј? Значи, не се тоа сите студенти во универзумот, него сите студенти на медицински факултет. Тоа ти е популацијата. И сакаш да речеме да одредиш колку е просечната висина на еден студент. Ти би можел, да ги подредиш сите студенти, да речеме дека има 2000 студенти, и да ги измериш сите, да ги обработиш податоци и да речеш еден студент е просечно висок 172 см. Но тоа е практично многу тешко да се направи. Така што, ти ќе земеш одредена група, например, 100 студенти, ќе измериш колку е просечната висина кај тие 100 студента и ќе дадеш предлог колку би била висината на целата популација. Сега, за да бидеш поуспешен во тоа, треба да имаш соодветен примерок од целата популација. Односно, репрезентативен примерок. Значи, кога земаш одреден дел од популацијата, ти не можеш само да земеш, овие ми се свиѓаат, така, оваа тука група, само таа ќе ја земам. Значи, мора да имаш у предвид каква е популацијата, со цел да знаеш како најпаметно да земеш соодветен примерок. Што мислам со тоа? Да речеме, сакаш да измериш колку е, не знам, просечната плата во светот. Океј? И сега, да, има скоро 8 милиарди луѓе на планетава, не можеш да прашаш колку им на сите платата, и да речеме, земеш примерок, и примерокот ти се, не знам, 2 милиони луѓе, и сите 2 милиони ги земеш од Дубај. Океј? Или некој, не знам, богат град. Така? И ќе речеш, добро, еве, од 8 милиарди, ја испитав 2 милиони луѓе и скочи просечната плата дека е 10.000 евра у светот. Што нема смисла. Така, бидејќи сите луѓе ти што си ги земал од дел на популацијата кој што бил релативно богат. За да добиеш порепрезентативен примерок, треба да земеш еден од Индија, еден од Дубај, еден од Македонија, еден од Америка, еден од Норвешка, еден од Африка и така натаму и така натаму. Океј, значи гледате дека примерокот од вториот тип е попредставителен за целата популација. Океј, и понатаму ќе направам видео каде што ќе видите како е всушност попаметно да се земаат примероци, кои какви техники постојат за да се земе подобар примерок од популацијата и така натаму и така натаму. И ова е многу битно, бидејќи многу често се користи со лоши цели, односно да се лаже користејќи статистика. Што мислам за тоа? Да речеме дека се ближат политички избори и има телефонско гласање, односно да се види колку луѓето се насочени кон партија А или кон партија Б. И нормално, логично е дека во одредени региони повеќе луѓе се насочени кон партија А него кон партија Б или и обратно. Сега, ако сите телефонски повици, например, се во град X, така карикирам, или ајде ќе давам конкретни примери за да ви биде појасно. Например, сите повици се пример од град Велес, каде што најголем дел од популацијата е за партија А. Океј? Логично дека ќе добиеш примерок кој што главно ќе биде за партија А, но тоа не е репрезентативен примерок за целата популација. Може, ако си земал примерок од, не знам, Гостивар, би биле за партија Б. Океј? Така што зимање на така концентриран примерок и представувајќи го дека ова е репрезентативен примерок за целата популација, е несоодветно, тоа е лоша статистика. Бидејќи ти обработката на податоци ќе ти биде правилна, ама ако примерокот кој си го земал не ти е соодветен,
се всушност пропаѓа у вода и е на некој начин невалидно. Или пак се прави студија која е омилената храна во светот. И сега ти не можеш да ги прашаш сите луѓе на планетава, така 8 милиарди скоро, која има омилена храна и зимаш да речеме 8 милиони ќе прашаш. Така? И сега тие 8 милиони, наместо да прашаш еден човек од Европа, еден човек од Африка, еден човек од таму и ваму, ти ги прашаш 8 милиони сите во, не знам, Азија, некаде во Кина. Така? И добиеш примерок каде што сите ти кажале ориз. И сега ти вадиш така истражување, викаш, еве највкусната храна, најомилената храна на луѓето на планетата Земја е ориз. Зошто? Бидејќи ти примерокот, тие 8 милиони луѓе ти се сите од Кина, а викаш дека ова е примерок за целата планета. Добро, ја сваќате поентата и гледате дека ова е многу клучен дел во добивање на точни одговори. Инаку два термина кои сакам тука да ги вметнам, бидејќи понатаму нема да ги сретнеме, едноставно ги кажувам бидејќи може на налетата нив во литература. Тоа се термините цензус и параметар. Цензус е кога добиваме дата за целата популација, а параметар е кога збориме за одредена карактеристика која важи за целата популација. Пример, ако популацијата ти се маси во некое основно училиште, можеш да речеш дека параметар за оваа популација е дека сите имаат метални ногарки и дрвена горна основа. Океј? Значи тоа се два параметра за оваа популација. Може би имаат различна висина и ширина, но тие два параметра се константни за целата популација. Океј? Значи тоа се два термина, нема да ги сретнуваме многу понатаму, едноставно можете да налетате на нив во литература. Следно нешто што сакам да разгледаме е какви форми на дата постојат. Значи имаме квантитативна и квалитативна. И мислам дека и самото име објаснува што подразбира тоа. Квантитативна е секако вид на дата која што има некаква нумеричка вредност со која може да се вршат математички операции. Значи тоа може да биде висина, возраст, колку е платата, температура, брзина и така натаму. Додека квалитативна може да наречеме и така наречена категорична, небројна категорија. Тука значи влегува пол, боја на коса, која партија си, каков ентитет си, што музика слушаш, која религија си и така натаму и така натаму. И некој сега од ова би можел да рече, добро, лесно, ако има бројки, во тој случај е квантитативна, ако нема бројки е квалитативна. Но има случаи каде што бројки можат да бидат квалитативна дата. Например, 1000 луѓе, да речеме, живеат на улица број 15. 1000 луѓе живеат на улица број 17. Ја не можам да кажам дека просекот е дека луѓе живеат на улица број 16. Улица број 16 не постои. Океј? Значи тоа се квалитативни дата единици. Значи број 17 и број 15. Исто како да кажеш живее на улица број X и живее на улица број Y. Да, тие имаат бројки, ама бројката можеш да ја замениш со што било и пак било исто. Вред, исто например да речеме милион луѓе имаат зип код 1000, така Скопје 1000. Не знам, милион други луѓе имаат зип код, не знам, 7000, пример. Сега не можам да кажам дека просекот на луѓе живеат на зип код 3500 или што и да е. Океј, значи не функционира тоа така. Или не знам, ми кажеш 1000 луѓе сакаат метал, 1000 луѓе сакаат народно, така што просекот е некаде поп калчер, не знам, некој музика, фан, не знам, джез, што и да е. Не можеш да правиш математички операции на тие дата единици. Океј? Може да се прават некакви описни анализи, така можеш да кажеш, не знам, 70% го сакаат ова, 30% тоа, но не можеш да ги собираш, множиш, делиш, вадиш средни вредности. Додека кај квантитативна дата, можеш да го правиш тоа. Така, значи, може да дојде еден човек, ти каже, јас сум 165 висок, дојде друг, ти каже, јас сум 175 висок, и ти ќе кажеш средната висина е 170, и тоа има логика. Океј, или возраст ти кажат одредена број на луѓе, средната возраст на оваа популација е таа и таа, и така натаму и така натаму. Значи, кај квантитативна дата,
може да се вршат голем број математички операции, иако и таму, зависно од датата, некои операции се дозволени, некои не. Доека кај квалитативна е многу помал бројот на математички операции кои што може да се извршуваат. И нормално ова има и понатаму и дополнителни подкатегории, например квантитативната може да се дели на дискретна, така значи можеш да имаш 1, 2, 3 јајца, не можеш да имаш јајце и пол, нели? Или имаш 5-6 луѓе, не можеш да имаш 7,5 луѓе. Да, ако извадиш средна вредност ќе го добиеш тоа, но доаѓаат дата единиците како целини. Така значи не доаѓаат како дропки. Или пак континуирана дата. Значи можеш да имаш температура од 3,28 степени. Океј. Значи тоа е логично. Имаш дискретна и континуирана, но тоа ќе озбориме понатаму во други видеа. Сега врз база на тоа како ја разработуваш датата која ќе ја добиеш, статистиката може да се подели на дескриптивна и инференцијална. Мислам дека самите имиња се доста самоопишливи, така дескриптивна е описна, додека инференцијална е предвидлива. Сега, дескриптивна статистика е таа која најчесто се соочиле со нејза. Така, значи наоѓање на средна вредност, наоѓање на отстапување, најголем, најмал представник во датата, цртање на графици, представување на во одреден вид на пити, онака шематски, едноставно представување на податоците во примерокот кој ти е даден на одреден начин кој што е соџвакан. Постојат многу начини на кои може да се представи датата која имаш од примерокот и едни од најбитните онака како карактеристики се како средна вредност, мод и така натаму. Додека кај инференцијалната статистика, освен нели што добиваме каква е датата, правиме и предвидувања за целата популација. Бидејќи нашата дата најчесто е од примерок. Така? И ние спрема датата од примерокот екстраполираме каква би била датата за целата популација. Океј? И наоѓаме колку сме сигурни во тоа, колку е опсегот на грешка на таа дата и така натаму и така натаму. Ја да видиме со некој пример. Да речеме дека си собрал информации за колку се високи луѓето во одредена популација и нели тоа си го направил со тоа што си земал примерок од таа популација, си измерил висината на тој примерок и ги запишуваш сите тие информации, така значи ги имаш запишано и правиш некои анализи, така, и најчестата пресметка која што се прави е средната вредност. Таа е нешто најчесто. Да речеме вака ќе обележиме во различни учебници, во различна литература може да се користи различен символ, но најчесто е ова, значи иксо цртаото згоре. Тоа е средната вредност и заклучуваш дека таа е еднаква на 175 сантиметри. Океј. Но да речеме дека овие информации ги представиш на еден графикон кој што ги има следниве назнаки. Така да речеме вака и вака. Каде што на y-оската ќе биде бројот на луѓе во тој примерок кој што имаат одредена висина, додека на x-оската ќе биде самата висина. Океј, да речеме дека започнува тука од, не знам, да речеме 135 сантиметри до 235 сантиметри. Океј, тоа е опсегот. На y-оската имаме некои си имагинарни единици, не е битно кои се. И ја да ги бележиме податоците, така да речеме имаш неколку луѓе овдека вака кои што се 135, неколку кои што се 136, неколку кои што се 137 и така натаму и така натаму. И ја вака го бележам како столбови, така, каде што секој столб може да го поделиме на помали единици. Така да речеме, овдека има еден човек кој што е 135, има четворица кои што се 136, има 8 души кои што се 137 и така натаму и така натаму. И ова може вака да го бележиме како со столбови. Така, но ако направиме некоја подетална анализа и ги исправиме тие искривени линии, ќе добиеме некоја си крива која би изгледала, да речеме, на следниот начин. Ајмо се побода да направам. Вака. Океј. И оваа крива
многу често се сретнува во статистика и се вика природна the natural distribution. Природна дистрибуција или крива на звоно, бидејќи личи како она звонче или камбања. Bell curve се нарекува. И ова се сретнува многу често во скоро секаков вид на дата кој го имаш. И ако ја земеме средната вредност, би се наоѓала на средина, така тука некаде, би била, добро, со овие вредности овдека што ги земав, 135 и 235, овдека би било 185. 185 сантиметри. Ќе обележиме со црвена линија, дека ова е средната вредност. Значи, ако земеш човек по случаен избор од тој примерок, има поголема шанса дека неговата висина ќе се наоѓа некаде тука, него некаде тука. Логично. Така бидејќи има поголем број луѓе кои што се околу средната вредност, додека многу поретко има луѓе кои што се 2 и нешто метра или 130 сантима. Во ред? Има нешто што го правиме во статистика, што се вика одредување на стандардни девијации. Сега, нема сега да навлегувам во детали и се тоа, но можете да си замислите дека можам да бележам овдека места каде што ќе речам дека во овој тука опсег се наоѓаат 68% од популацијата. Јајде ќе го иштрафираме вака. Значи во овој овдека дел се наоѓаат 68% од популацијата. Во овој тука дел, ајде ќе земеме со портокалова боја. Значи ако земам до тука вака некаде и до тука некаде, така, и го иштрафирам овој дел заедно со се плавиот, така, значи портокаловиот плюс плавиот, ќе добијам 95% од популацијата. Вред? Сега, каде се наоѓаат овие делови, така, каде се наоѓа плавото, каде се наоѓа портокаловото, зависи колку е испакната или спласната оваа крива. Така, нормално, ако овдека, да речеме ова, да речеме 155, ова овдека е 215, и ќе речеш добро де, ова една му иде 30, така минус 30, ова овдека иде плюс 30. Но ако кривата беше ваква, така, значи, ако беше поиспакната, вака некако да речеме, во тој случај, и да речеме дека средната вредност исто беше 185, овдека некаде би се наоѓале плавиот иштрафиран дел, овдека некаде би се наоѓал портокаловиот. Така, ќе биа многу по-стеснети деловите. Иако овдека, да речеме, го ставиме 135, тука ставиме 235. Сега плавиот можда ќе беше до 175, ова ќе беше овдека до 195. Ќе беше многу по-стеснето. Бидејќи, како што реков, докај што се наоѓа портокаловиот дел, треба да е 95% од популацијата. Односно, примерокот кој што го имаме земено. Во ред? И овие ги нарекуваме стандардни девијации, односно стандардни одстапки од средната вредност. Имаме една стандардна девијација, која ќе бележам вака 1S, ова ќе бележам 2S. Сега има некои разлики во символи, кога збориме за популација или примерок, кај што се користи 1 сигма или 2 сигма. Но за тоа ќе правиме муабет понатаму. Добро, но се ова сепак е дискрипција за примерок кој го имаме. Што ако сакаме ова да го екстраполираме на целата популација? Нормално, вредностите нема бидат скроз точни. Така, сигурно нема бидат точно 175. Сите овие столбови овдека кои ги цртавме, ќе имаат некој опсек на грешка. Односно, самава крива ќе има некој опсек на грешка. Може би не е баш така, може би е некаде малце погоре вака кривата. Може би е вака поспласната. Може би е поиспапчена вистинската крива, ако би ја измериле цела популација. Така, не сме сигурни. Ние имаме само примерок. Може примерокот не ни е добар. Не знаеме.
така што имаме одреден степен на несигурност. Така кога ги цртаме графиконите нема бидат вака точно до тука. Значи ќе има и одреден степен на грешка, каде што викаме графиконот е помеѓу оваа горна граница и оваа долна. Значи средната вредност нема биде 175, ќе биде 175 плюс минус 10 сантиметри. Океј? И колку сме сигурни во тоа? Така, плюс минус 10 сантима со 80% сигурност. Значи ќе има многу различни методи каде што ќе се одредува колку е грешката на датата која сме добиле во однос на целата популација, колку сме сигурни во тоа и така натаму и така натаму. И ова е многу битно во наука. Мислам кога ќе навлезем во повеќе детали ќе ви стане појасно. Сега малце онака ептен лаички го објаснувам колку да добиете некој осет. И ако земеме еден попрактичен пример, мислам ајде да го земеме следниот пример. Имаме еден график каде што ќе ни биде представено колку е нивото на холестерол во даден примерок од популацијата. Така и да речеме дека имаме крива, која што ја видовме претходно, така нормалната дистрибуција, која изгледа вака, и да речеме дека средниот холестерол во популацијата е еднаков на 1. Океј, значи не идеме сега со вистински бројки, не ни се битни мерни единици и се тоа, едноставно викаме дека е 1. Океј? И ќе речеме дека до 2 стандардни девијации, да речеме тука некаде и тука некаде, нели ова беше 95% од популацијата, ева како ќе го иштрафирам. Значи ова е 95%. Имаме обсег помеѓу 0,3 и 1,7. Океј, значи во тој обсег на ниво на холестерол се наоѓа 95% од популацијата. И ние сакаме да тестираме дали некој чај, еве чај од ајдучка трева, го намалува холестеролот. И земеме одредена група луѓе, така да земеме 100 поединци и мериме пред. Така да речеме ова е пред со зелена боја и добиваме резултати тука. Океј? И добро, тоа е првично и им го даваме чајот, го пијат 2-3 месеци и мериме резултати од после. Океј? И ги добиваме следниве вредности. И вака на прв поглед ќе си речеш, па да, види, се поместиле кон лево, така се намалил холестеролот. И океј, тоа може би така изгледа вака графички представено, но кога ќе ги искуцаш бројките и видиш со математичка анализа, ќе дојдеш до заклучок дека ова и не е толку значајно. Едноставно, ти може и следниот ден да си ми мерел, ќе биле овие вредности. Оваа промена е толку мала, што е еднаква на чиста случајност. Што мислам со тоа? Ти секој ден да им мериш, ти ќе добиваш некакви вредности. Некој ден ќе бидат повеќе на десно, некој ден ќе бидат повеќе на лево. Вред. Значи ти започнуваш со нул хипотеза, која е дека 95% од луѓето тука им се наоѓа холестеролот и дека чајот нема да влијае. Под хипотезата дека чајот нема да влијае, овие резултати што си ги добил, црвеното наспрема зеленото, се незначајни. Во ред. И колку е значаен одреден резултат, го бележиме со една буква као P, океј? И тоа се нарекува P-value, P вредност. И всушност ни означува колку резултатот кој што сме го добиле е екстремен. Односно, колку одстапува од стандардната предпоставка дека нештото што го тестираме не работи. Односно, ние започнуваме со предпоставка дека чајот не работи, го даваме, гледаме што сме добиле, ако резултатот сме го добиле е многу екстремен, во тој случај се поништува нул хипотезата дека чајот не работи, односно докажуваме дека работи. Во ред, значи чајот од ајдучка трева не успеа, но ајде сега да пробаме со чајот, не знам, нане, пример. И сега даваме повторно неколку месеци чајот нане и да видиме што се случило.
Да видиме кај ќе бидат резултатите. Ај вака ќе ставам. Тука вака. Океј. Ова е доста разлика помеѓу првичните. Така, ова ќе речам после, али после двојка. Така, значи после вториот чај. Значи, ова веќе има некаква голема разлика помеѓу зеленото и црното. Ова веќе личи на нешто значајно. Сега има начини да се пресмета се тоа и сепак и во тоа има одреден опсек на шанса. Може би баш сега се трефнало сите овие да се со оваа вредност. Но шансата сите овие да се имаат трефнато, баш денеска да имаат понизок холестерол, е многу помала него шансата овие кои што беа со црвено. И научниците се имаат договорено на некој си начин колку треба да биде П вредностна, односно случајноста за резултатот да се смета за значаен. И по договор е земено дека ако П вредноста е помала од 0,05, во тој случај сметаме дека тоа е значаен резултат, барем во биологија, а тоа значи дека постои 5% шанса дека резултатите кои си ги добил се случајност. Така, значи јас сум добил низок холестерол после вториот чај, ама има 5% шанса дека може би така се трефнал денот. Океј, може би нешто друго било. Може би тој ден постеле или нешто правеле сите пациенти. Океј. Но ова по договор се смета за значајно. Во физика е се малце поригорозни, таму е 0,1 или 0,01% шанса дека е грешка. Така што во физика резултатите, ако не ти се со П вредност од 0,001, не те ни прифаќаат, викаат што е ова, ова е сосема може да е случајност. Но во биологија, бидејќи има премногу фактори кои влијаат на се, прифатливо е и до 5% шанса на грешка. Што значи дека од 100 научни студии кои ги читате, 5% од нив се грешни. Де факто, наславно така е системот. Не знаеш кои се грешни, но 5% се грешни, бидејќи најчесто студиите во биологија се со П вредност околу 0,05. И сигурно многу повеќе всушност се грешни, бидејќи у биологија има нешто што многу оправата, тоа се нарекува П-хакирање, односно прават толку експерименти без никаква цел, не бркаат некаква null hypothesis, односно нулта хипотеза, не пробуваат да докажат ништо, едноставно прават експерименти и по чиста случајност нешто ќе се трефне да функционира. Ама не дека тоа стварно функционира, него едноставно така се трефнало тој ден. И тие резултати ги зимат и ги објавуваат и викаат, еве гледаш, ова кафето влијае вака и така, ова стварно помага, тоа нема блазе везе. Но окей, затоа ќе правим муавет понатаму, сега не сакам да ве збунувам. Значи тоа беше генерално некој општ вовед во статистика. Се надам на крај не ве збунив премногу, ама не е ни битно, тоа ќе го разгледаме во повеќе детали во понатамошни видеа. Сега сакав само да добиете некој онака како осет за што всушност ќе работиме, за што всушност ќе збориме. Тоа беше се. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.